Во текот на првото полугодие од 2022 година регистрирани се 560 кривични дела на подрачјето на секторот за внатрешни работи Куманово. Лани биле евидентирани 506, што е зголемување за 10,7%. Од вкупниот број кривични дела реализирани се 394 кривични дела, додека лани биле 363. Ова го истакна заменик командирот на полициската станица од општа надлежност Куманово, Суат Ајдари, кој пред Советот на општина Куманово го презентираше извештајот за преземените мерки и активности за првите 6 месеци од тековната година. Тој појасни дека во текот на извештајниот период поднесени се 333 кривични пријави, споредено со претходната година 331. Од вкупната бројка на сторени кривични дела, најголемо е учество на имотните деликти, се регистрирани 244 кривични дела од споредба со претходна година 191, и тоа 95 кражби, 127 тешки кражби, 2 разбојништва, 2 прикривања, 8 измами, 1 уцена, 2 одземање на моторни возила, 7 затајувања. Од наведените кривични дела откриени се сторителите на 92 кривични пријави, односно вкупна реализација 37,7%, споредба со претходна година 36,6%. Тоа е на подобро ниво. Од кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот регистрирани се 8 кривични дела, и тоа 8 предизвикување општа опасност. Од кривичните дела против безбедноста на јавниот сообраќај регистрирани се и расветлени се 62 дела, и тоа 52 загрозување на безбедноста на сообраќајот, 8 тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и 2 неукажување на помош на лица повредено во сообраќајна незгода. Заменик командирот зборуваше дека активностите насочени кон спречување и откривање на недозволената трговија резултирале со откривање на 35 кривични дела во споредба со лани кога биле 20. Од областа на јавен ред и мир не се регистрирани нарушувања од поголем обем и прекршоци со потешки последици, со национална мотивираност и нетрпеливост на поединци и групи. Примени се пријави за 275 прекршоци, во споредба со претходната година 261, што во однос на 2021 е зголемување од 5,1%. До Основен суд Куманово поднесени се 261 барање за поведување прекршочна постапка против 332 прекршители. Во однос на патниот сообраќај рече дека на јавните патишта и улиците се случиле вкупно 200 сообраќајни незгоди. Лани биле 149. Дополни дека во овој период одсекот за превенција планираше, координираше и учествуваше во реализација на превентивни активности, кампањи и проекти за кревање на свеста и поголема безбедност во сообраќајот. Советникот Самет Салиевски од СДСМ побара полицијата да се ангажира и да ги реши проблемите со децата кои што питачат низ Куманово, но и оние кои вдишуваат лепак. Оваа точка предизвика долга расправа во Советот. Дел од советниците забележаа дека командирката Зорица Вукановиќ и овој пат избегнала присуство на седница на Советот. Укажаа дека не можат да постават прашања на заменик командир, кој според нив не е запознаен со проблемите за кои одговор бараат граѓаните и кој најчесто вели дека ќе им даде писмен одговор. Сакам и јас да потенцирам и да го истакнам моето незадоволство како советник од односот на полициската станица за општа надлежност на општина Куманово, кој што го има према овој совет. Навистина не знам дали е трети или четврти пат командирката да зема боледување или да е службено отсуство или некакви други оправдувања, и ова треба да го знае кумановската јавност. По мене ова избегнување од соочување, односно избегнување од одговор на нашите прашања кои ги имаме во врска со извештајот, кој што е за 6 месеци. Уште малку ќе помине цела година, а ние уште немаме можност да добиеме одговор на нашите прашања во врска со информацијата која што е за првите 6 месеци од 2022 година. По мене ова е навистина еден однос со кој се покажува
непочитување на Советот. Советниците од ВМРО ДПМН и коалицијата предложија, мнозинството изгласа заклучок со кој Советот ќе бара командирката да биде разрешена. Имено председателката на Советот писмено ќе се обрати до министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и началникот на СВР Куманово Бранко Ракиќ и ќе побара од нив командирот на полициската станица од општа надлежност Куманово Зорица Вукановиќ да биде разрешена за, како што велат, несовесно, неодговорно извршување на работните обврски и непрофесионален однос кон Советот и граѓаните, во чиј интерес треба да ги извршува службените активности. Во дописот предлагам председателот на Советот да нотира и апострофира дека командирот Зорица Вукановиќ покажува непрофесионален однос и непочитување кон Советот на општина Куманово веќе цела година во континуитет. 1. За доцнето доставена информација за превземени мерки и активности од страна на полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2021 година. 2. На втората седница на Советот, одржана на 6 декември 2021 година, прв пат во историјата не е презентирана информација за преземени мерки и активности од страна на полициска станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од 2021 година. 3. На истата седница командирот Вукановиќ не одговори на ниту едно прашање или забелешка од страна на советниците, а во врска со информацијата. 4. Неколку месечно доцнење на доставување на информација за преземени мерки и активности во текот на 2021 година на полициска станица од општа надлежност Куманово. 5. Во следната информација не беше вградена ниту една забелешка или укажување од страна на Советот, а согласно член 25 од Законот за полиција. 6. Ненајавено отсуство на 9-та седница на Советот, одржана на 10 мај 2022 година, за информација за преземени мерки и активности во текот на 2021 година полициска станица од општа надлежност Куманово и одлагање на точката за следната седница. Заклучокот не го поддржаа советниците од СДСМ. Советот одлучи да не ја усвои информацијата за работата во првото полугодие на полициската станица за општа надлежност Куманово.